Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Бог. Каков е Бог? Дали го познаваме? Најважното нешто во животот е да го познаваш Бог. Бог рекол: мудрите нека не се фалат со мудроста, ни јунакот нека не се фали со смелоста, ни богатиот нека не се фали со богатството. Кој сака да се фали, нека се фали со тоа што има мудрост, за да ме сознае мене. Ова го запишал пророкот Еремија преку Божјо откровение. Бог не создаде за да го познаваме, да го сакаме и да му се покоруваме. Ако некој не се познава со Бог или не го познава Бог, тој ја нема постигнато целта на неговиот живот. Значи, животот негов е погрешен. Каков е Бог? Како прво, Бог се открива во Библијата дека е дух. Значи, Бог нема физичко тело, како луѓето, како нас, и не можеме да го гледаме со нашите очи. Библијата открива: Бог е дух и тие што му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Евангелие според Јован, 4 глава, 24 стих. Потоа апостол Павле вели: Бог живеејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту пак може да го види. Но Бог се покажа во личноста на Исус Христос. Исус дојде да го направи невидливиот Бог видлив. Или да го открие, да го објави. Бог никој никогаш не го видел, пишува апостол Јован. Единородниот син, кој е Бог и кој е во прегратката на таткото, тој го објави. Евангелие според Јован, 1 глава, 18 стих. Исус му рече на Филип: кој ме видел мене, го видел и таткото. Ние знаеме од Библијата каква личност е Исус. Бог е истата личност како Исус. И затоа знаеме каков е Бог. Бог нема ни почеток, нема ни крај. Псалмистот открива: пред да се родат планините, пред да постојат копното и земскиот круг, од век до века, Боже, Ти си. Тој Бог, кој што е вечен, кој што е дух, никогаш не се менува. Зашто јас, Господ, не се менувам. Пророк Малахија, 3 глава, 6 стих. Тој Бог кој не се менува е насекаде присутен. Пророкот Еремија, псалмистот и така натаму запишале: та зар јас сум Бог само од близу, зборува Господ, зар од далеку не сум јас Бог? Може ли некој да се скрие во тајни места, та јас да не го видам, зборува Господ? Не ги исполнувам ли јас небото и земјата, зборува Господ? Значи, Бог е насекаде присутен, тој не се менува, Бог знае се. Во Евреите е запишано: Бог е поголем од нашето срце и знае се. Бог е семоќен. Исус рече: за Бог е се можно. Матеј, 19 глава, 26 стих. О Господи, Господи, Ти ги создаде небото и земјата со голема сила, со подигната рака. Тебе ништо не ти е невозможно. Бог е Ел Шадај, Бог сесилен. Иако Бог е семоќен, сепак има работи кои не може да ги прави. Тоа што значи? Тоа значи дека тој не може да лаже. Иако Божјата сила е многу голема, тој не може и нема никогаш да направи или да направи некоја погрешка, грешка, да лаже. Например, тој не може да лаже. Во надежта за вечниот живот, што пред вечни времења го вети Бог кој не лаже. Писмо до Тит, 1 глава, 2 стих.
Бог не може да биде искушуван да греши. Ниту еден кој е искушуван да не рече Бог ме искушува. Зашто Бог не се искушува од злото, а тој самиот никого не искушува, пишува апостол Јаков во 1 глава 13 стих. Потоа Бог не може да се одрече од самиот себе. Тој вели, ако сме неверни, или апостол Павле што запишал, тој останува верен, зашто сам себе не може да се одрече. Бог во својата природа е љубов. Значи Бог е љубов. Во неговото внатрешно битие и во сето тоа што го извршува. Тој го прави со љубов. Зашто апостол Јован вели, а кој не љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Како што Бог е љубов, тоа е исто така и свет. Бог не греши. Бог не може никогаш да сгреши. Се што прави е совршено, праведно. Според светецот, пишува апостол Петар, кој ве повика, бидете и самите свети во целото свое држење, зашто е напишано, бидете свети, зашто јас сум свет. Бог како таков кој се откри, дека е љубов, свет, праведен, семоќен, се знае, насекаде присутен, никогаш не се менува и така натаму, тој Бог е еден Бог кој се откри во три личности. Значи, Бог постои вечно како три личности, но тој е еден Бог. Трите личности се Таткото, Синот и Светиот Дух. Секој од трите личности е целосно Бог. Трите личности се еднакви во сила и во слава. Тоа се вика доктрината или учењето за тројството, кое значи три во еден. Во многу места или на многу места во Библијата, трите личности се спомнуваат заедно. Например, во Матеј 3 глава, Бог Таткото зборува од небото. Бог Синот се крштава во Јорданската река, а Бог Светиот Дух слегува во вид на гула под небото и се спушти над Исус. Еве како е запишено овој настан. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете, небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушти над него. И ете, глас од небесата зборуваше: Ово е мојот возлюбен син во кого ми е милината. Или во кого е мојата добра волја. Значи, Таткото е целосно Бог. Бог Таткото го планираше создавањето на небесата и на земјата во согласност со Синот и со Духот. Тој владее над него и го управува целиот универзум или целата Вселена. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Така стои во првата книга Мојсеева, 1 глава, 1 стих. Потоа имаме еден стих во Псалм 103. Господ го воспостави својот престол на небото и неговото царство владее над се. Потоа за Синот, за Исус Христос. Тој е целосно Бог. Тома одговори и му рече: Мој Господ и мој Бог. Значи го призна како Господ и Бог, а Исус тоа не го одрече. Не му рече: Немој, не сум тоа. Тома го нарече Исус мој Господ и мој Бог. Исус го одобруваше она што го рече Тома, затоа што она што го рече Тома е апсолутно вистина. Исус е Господ и Бог. Поради неговата голема љубов кон нас, Бог Синот дојде на земјата и умре на крстот, за да ја плати казната која ние ја заслуживме поради нашиот грев. Зашто и Христос умре еднаш за гревовите, пишува апостол Павле, праведен за неправедните, за да не приведе при Бог. Навистина, тој кој беше убиен во тело, оживе со духот. Прво послание до Петар, од Петар, 3 глава, 80 стих. Денес тој е жив и е способен да го спаси секој кој доаѓа при Бог преку личноста на Исус Христос.
Затоа и може наполно да ги спасува тие кои преку него доаѓаат при Бог, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Евреите 7 глава 30, односно 25 стих. Светиот Дух е целосно Бог. И така, одејќи, направете ги сите народи мои ученици. Вели Исус Христос, крштавајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Значи гледаме рамноправност во тројството. Секој стих покажува дека Светиот Дух се спомнува на еднакво ниво со Таткото и со Синот. Во Дела на апостолите, Петар вели дека лажење на Светиот Дух е лажење на Бог. Светиот Дух ги разбира потполно мислите на Бог и само една личност, која е Бог, може да има вакво потполно разбирање. Апостол Павле пишува: а Бог ни го откри тоа преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. Зашто кој од луѓето знае што е во човекот, освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бог, освен Божиот дух. Значи, кога веруваме во Евангелието, Светиот Дух не носи преку ново раѓање во Божјата фамилија или семејство и ни дава нов небесен живот. Исус на Никодим му рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух е дух. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Светиот Дух во нашата борба против гревот не зајакнува целосно, ни дава сила за да можеме да издржиме. Зашто ако живеете по телото, вели апостол Павле, ќе умрете. Но ако преку Духот ги умртвувате телесните дејства, ќе живеете. Светиот Дух ни дава сила и духовни дарови кои ни овозможуваат да му служиме на Бог.